Јас ќе бидам поконкретен. Треба да бидеме реални во кое време како работиме. Претходно што зборуваме за модел кој е наследен од некоја бивша држава, каде што реално не се следат пазарни услови на стопанисување. Нема корекција на цени, имаат бенефицирани услови, во смисла државата им дала простор, сега им помага со коли, и сето тоа е регуларно за мене, пошто тоа е државна компанија. Ако се водат кој акционерско друштво, нема ништо приватно, таму све е државно. Трендот во светот се смени, тоа мора да го заклучиме. Општо сите приватни пошти кои работат добро станаа поеќе од националните пошти. Тоа е тренд. Дали е ДХЛ сакате го земе. Амазон е најголема пошта во светот во моментот. Никој не го збори тоа. Со најдобри логистички системи, најдобри софтвери за следење, дигитализација, роботика и така натаму. Ние како мала држава, кој имаме најслаба услуга во поштанскиот бизнис во Европа и регионот, тоа морам да го утврдам, кој не работиме пазарно, работиме со најниски услови на цени, отвараме простор за пенетрација и на странски играчи во овој бизнис, но и за продавачи. Државата мора да биде свесна да го развива овој сегмент, да не прави селекција. Затоа што најголем загубар во моментов не е ни пошта, ни бизнисот, е државата. И граѓаните. Ќе дојдеме до граѓаните. Зошто го зборам ова? Кога зборам за општото добро, има многу квалификации во тој дел. Прво, загубата е општествена, пошто општествена е компанијата. Вториот дел, избегнувањето на данок во ниедно од современите држави во Европа, поштата не е ослободена од данок. Има модели, можда некои останати кои се трансформираат овде по регионот, кои се исто во лошо дередже, што би се рекло народно, додека во приватната пошта е сосема поинаку. Јас